Во текот на вчерашниот ден слушнав дека до април ќе се наполни 6 милиони метри кубни вода. 40 години езерото го пратам и како рекреативен спортски риболовец, значи и во намалување на водата при текот на наводнување и во дотокот на вода. Ако се понови, она 83 година, кога за едно деноноќе има влезено во езерото 1,5 милиони метри кубни вода, тогаш може да се зборува за оние 5-6 милиони метри кубни вода. А дали, како Тутунски комбинат во времето што плаќаше на студентче Ледовица, во текот на ноќните часови, кога домаќинствата не користат вода, а има направено канал, затоа што котата е многу повисока од резерварот на водата што ја пиеме негде кај Зеленик, местноста Зеленик викано, доколку вода се долева од студенчица, мислам дека ќе имаме вода онолку за колку што треба за садење и за окопување, но понатаки за наводнување, доколку не настапат некои врнежи. А како што слушаме од Хидрометеоролошкиот завод дека февруари ќе биде сушен од 2 до 4 литри на метар квадратен, јас не верувам дека нашето езеро ќе наполни негде до 3,5 милиони метри кубни вода. Се страхува, точно е. Меѓутоа, еве и до тутунчите ќе апелирам. Значи, строго наменски користење на водата, затоа што водата значи живот, а живот не само за човекот, и за она растение ние што го засадуваме. Доколку немаме ние во системот за наводнување вода, тогаш прилеп ќе падни со производството негде на 500 до 600 тони тутун. Нашата каналска мрежа, од потоците што ги имам, сознание од Тутунски комбинат, покрај главните канали, споредните негде е 600 километри должина. Значи, онаа вода сега во овај момент, што вчера ја видов, да се испушти, значи, само може да се напълнат каналите. Што понатак се поставува прашањето? Зато, јас уште еднаш ќе кажам, значи, ако издашноста на изворот на студенчица е како пред овие мразеви што беше 2000 литри во секунда, тогаш, ако не се дотурат од студенчица, ние ќе немаме вода. Бидејќи се брдско-падински нашиве земји. Без вода, ова растение кај нас не може да вриеи. Единствено може да вриеи само во руралниот дел поселата, затоа што таму се врши и плодоред. Појаки почвите се и еден до 2 најмногу му треба нив јуниот, јулиот и завршена работа. Меѓутоа кај нас ланска година имаше доста врнежи и многу вода испуштивме и јас пак ќе кажам, доста тутунари идеја зошто испуштаат водата, ако стварно вентило не можеле да го сменат. Не знам за како вентил се работи, јас знам дека Тутунски комбинат тој го мена пред 25-6 години, точно не можам да кажам, али тука е негде, го мена. Како дошло да расипување, што дошло да расипување толку време да не може да се мени, не можам да си објаснам и самиот. Па ја мислам дека ако неаме за наводнување, мислам дека 50% ќе се намали тутунот. Ако ова година имаме негде околу 1.800.000, само градот зборувам, не за руралниот дел, значи ќе паднеме ние на 600-700 тони тутун. Тоа во пари? Па, тоа е прво осиромашување на народот, бидејќи екзистира исклучиво само од тутунот. Тие се па ако земе 700 тони со се субвенциите по 300 еве да не одиме повеќе, по 300 денари, тоа се многу пари се тука. Многу пари. И јас не знам стварно, не можам да поверувам и не ми е јасно дека 6 милиони до април ќе се наполни. Останува само надежта на Волково 1 и Волково 2, а тоа е по 100.000 метри кубни вода. Исклучиво за расадо производство да го користеше Тутунски комбинат кога го гледуваше крупнолистиот тутун. А што се тие 200.000 метри кубни вода? Ништо. Во еден ден при јако наводнување, значи секојаш езерото се празнило, пак ова ќе го кажам, од она што сум го пратил заедно со стручните лица од Тутунски комбинат, се трошело во едно деноноќие по 100 до 150.000 метри кубни вода. И сега ако земе со она вода што имаме, значи станеме в таса за еден ден за наводнување.